Почитувани, претеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата денес во Собранието на Република Македонија ќе поднесе информација со цел да се разјасни катастрофалната и конфузна состојба во која се наоѓа Судскиот совет на Република Македонија, а која доведе до противуставно и противзаконско разрешување на претседателката на Судскиот совет Весна Дамева. Поднесувајќи ја оваа информација до Собранието, ние бараме итни и брзи одговори од најодговорните кои го доведоа Судскиот совет до ниво на приватна и лична алатка за меѓупартиски и меѓукоалицијски препукувања и пазарења, но и од оние кои претходно дадоа поддршка на Весна Дамева, Селим Адеми, Павлена Црвенковска, Тања Чачоровска-Илиевска и Милјазим Мустафа, кои се избрани токму овде во Собранието од колегите од владеачкото мнозинство. Партизацијата, која ја спроведува власта на Судскиот совет и македонското судство во целост, сега конечно излезе на виделина. Скандалозното разрешување на председателот на Судскиот совет Весна Дамева од страна на нејзиниот заменик Селим Адеми, без никаква процедура, спротивно на Устав, закон и деловник на Судскиот совет, е само еден од доказите дека во Република Македонија нема владење на правото, нема почитување на Устав и закони, туку само слепо извршување на наредби од политичките партии на власта. За подсетување, уште во 2019 година, при изборот на Весна Дамева за член на Судскиот совет, претениците на ВМРО ДПМН укажуваа дека овој кандидат не е подобен да биде член на Судскиот совет поради тоа што има политичка позадина и активно учество во политичка партија, не само како обичен член, туку и како член на органите на партијата на власт СДСМ. Дополнително, и покрај нашите укажувања, предупредувања и долга дебата во Собранието, во декември 2022 година Весна Дамева станува председател на Судскиот совет, доаѓајќи на местото на Павлина Црвенковска, која се повлече од функцијата, исто така поради судир на интереси, односно несогласување и според нејзиното кажување судско бизнис елитата. Сега само неколку месеци подоцна, откако Весна Дамева го води Судскиот совет, целата македонска јавност е сведок на уште еден скандал, кој несомнено ќе придонесе до вербата во судството да се намали и под оние веќе мизерни 3%. Ние како пратеници од ВМРО ДПМН постојано укажувавме дека вакви кандидати не се подобни да одговорат на оваа функција која впрочем треба независно и стручно да ја извршуваат и да го заштитат угледот и независноста на судството во целина. Сепак, мнозинството не отстапи од оваа своја намера. Веќе години наназад апелираме и алармираме за сите грешки, сите погрешни кадрови одлуки и сите злоупотреби во судството во Република Македонија, но власта упорно и тврдоглаво се извршува партиски и политички нарачки, без притоа да води сметка за последиците. Власта постојано ги игнорира пратениците на ВМРО ДПМН, кои како народни пратеници постојано пробуваме да укажеме на оваа состојба во судството со цел да се подобри истата. Но таа не само што не се подобрува, туку дополнително се влошува, а разочараноста на народот е се поголема. За жал, токму поради ваквото самоволно однесување во изминатите неколку години, судството е речиси распаднато и со рекордно најниско ниво на доверба на граѓаните, кој резултира со мизерни 3% доверба, односно 97% од граѓаните не веруваат во квалитетот на судството и во неговата независност. Ова се срамни бројки, кои никогаш досега ги немало во Република Македонија и токму затоа бараме да се превземат сериозни чекори за утврдување на одговорноста за катастрофално ниската доверба во судскиот систем и срамот кој што е нанесен на Република Македонија. На крајот бараме да не се заобиколуваат процедурите и да се почитува деловникот, но и оваа информација како прва точка да биде ставена на дневен ред на наредната пленарна седница која што е закажана за 10. мај. Ова е тема која што не може и не смее да биде игнорирана. Ви благодарам. Чекор понатаму да се или само постана информација
Се разбира дека ние како пратеничка група ќе ги превземеме сите можности кои што ни ги дава деловникот. Интерпелацијата за сите членови кои што се избрани од страна на собранието, а се вкупно 5, се разбира дека ево предвид и во наредните денови размислуваме и на превземање на овој чекор. Меѓутоа, она што засега е за нас битно е да видиме дали владеачкото мнозинство е свесно за оваа состојба која што настана токму поради ставање на партиски кадри во овие највисоки судски тела. Јас очекував можеби секој да го превземе она кое што може од општествените чинители. Например, очекував и председателот на државата да ги повика своите двајца кандидати кои што беа до сега председател на Судскиот совет, и Павлина Црвенковска и Весна Дамева, да си поднесат оставка, бидејќи тој беше оној кој што ги предложи до собранието. Понатаму очекував и некаква реакција и од судската сфера, која што согласно законот за Судскиот совет можат да поднесат 20 судии, одредена процедура со која што ќе дојдеме до разрешување или утврдување на некаква дисциплинска одговорност на судиите кои што на овој скандалозен начин реагира. Најпрвин да отвориме дебата во собранието, да видиме дали власта е свесна и дали воопшто сака да превземе одредени чекори, бидејќи интерпелациите не е суштина да завршат во некоја од фиоките на председателот на собранието, како што до сега е многу пати случај. Вака сега. Најпрво треба да видиме дали станува збор за презентација или станува збор за увид. Бидејќи помеѓу овие два поими постои многу голема разлика. Презентација, представниците на владата, уште пред да го потпишат овој договор, требаше да направат пред медиумите и пред целата македонска јавност, бидејќи токму граѓаните на Република Македонија се тие кои што ќе ги плаќаат милионските суми и за пенали, и за аванси, а за кои што нема конкретен одговор од страна на представниците на власта, дали укажувањата од страна на опозицијата се вистинити или не. Понатаму, зошто пратениците на опозицијата би имале помалку права отколку пратениците од власта? Ако знаеме дека 22 пратеници од владеачкото мнозинство имале некаков увид, го разгледале договорот од околу 500 страни и притоа поднеле измени на 8 закони, а дел од нив и не поседуваат безбедносен сертификат, тогаш се поставува прашањата зошто пратениците на владеачкото мнозинство би биле во повластена состојба за разлика од пратениците на опозицијата. И понатаму воопшто не е битно каде ќе се изврши увидот. Се доколку има волја од страна на владеачкото мнозинство, досега за вакви прашања никогаш не сме ниту биле прашувани. Туку била закажана комисија, на комисијата би била свикана со одреден материјал и би се завршила оваа процедура. Се разбира, ние сакаме да извршиме увид во договорот, да го разгледаме, за да можеме да потврдиме дека сите оние тврдења кои што до денес ги имавме се вистина и дека милионски суми на пенали и аванси Република Македонија ќе мора да
плаќа поради превземање на обврски кои што, ќе повторам, не се уставни. Јас уште еднаш би прашала кој е тој кој што го класифицирал овој договор. Значи, овие прашања треба да се разјаснат во македонската јавност. Имаме закон, согласно кој се знае што е она кој што е под строго доверливо, државна тајна и така натаму. И се разбира, се во ова треба да биде во согласност со законите, а не онака како што сака владеачкото мнозинство. Најпрви јас би искоментирала дека е најмногу скандалозно да се даде изјава дека пратеници биле подносители на закони кои што треба да се однесуваат на измени кои што се барани во одреден договор, а за истото не извршиле никаков увид. Тогаш се поставува прашањето или се потврдува уште еднаш тезата дека пратениците од владеачкото мнозинство се само машинерија која што подпишува закони и гласа во собранието без притоа да изврши увид во конкретните акти, без да чита и без да истражува. Видете, ова се луѓе кои што поднеле закони кои што се во спротивност со уставот. И сега ние така лесно да преминуваме од една на друга тема и да тврдиме дека опозицијата ништо не се допаѓа и цело време негира, дајте да видиме зошто е всушност тоа така. Пратениците од владеачкото мнозинство, 22, од кои што поголем дел се од ДУИ и помал дел од СДСМ, подпишале законски решенија кои што се спротивни, односно поднеле нови закони кои што се спротивни на Уставот на Република Македонија. И затоа јас ќе речам, дајте да видиме што е она што сакате да го понудите. Во исто време сметам дека увид во овој договор треба да има секој пратеник, ако веќе сите пратеници, 22, без разлика дали поседуваат сертификати или не, имале увид од страна на владеачкото мнозинство. Ви благодарам. Нека достават материјал, се разбира дека председателите на овие комисии ќе прво треба да видат за каков материјал станува збор, дали станува збор за презентација или увид, и тогаш ќе се изјаснат во врска со ова прашање.